Многу работи се создадени под покровителство на комунистичката партија. Е многу интересно. Така да македонската нација, тоа го знаеме и претходно, треба да биде благодарна и на Коминтерната и на комунистичката партија што е создадена и устеличена и се дадени можности да се развива и јазик и поширока култура на современ литературен македонски јазик. Кој е тој впечаток, сето ова што го зборуваше Александар, како денес се чува? Дали воопшто се чува меморијата за Скопје од 20-тиот век? Балканскиве десничарски конзервативни пропаганди како буквално да најдоа тука бришен простор, како да немаше политичка сила што ќе го негува ова наследство од НОП одасном натака. И тоа го гледаме во многу аспекти. Мислам дека и мотивацијата зашто ги снимаме овие емисии е една е таа, дека од една страна се оди кон заборав, значи на сите тие големи исчекори што се направени тогаш, дали на културен план, дали на економски, дали на социјален, дали на национален. А од друга страна гледаме дека ревизионизмот игра улога и во архитектурата, значи преку Скопје 2014, преку овие неокласицизми и бароци некако се поддржа она пропаганда дека тоа од Југославија е сиво, бетон. Ова во поново време, да, во поново време има како реоткривање на брутализмот и како тоа било едно модернистичко движење и слично.